ортопедна хирургија беа префалени од наши сограѓани. И сега 4 милиони денари со вакви проблеми. Кога не би имале тие проблеми, кога сега било изчистено, колку би коштало? 40. Бидејќи вие знаете дека ова е преголема сума на пари, пробате да ја намалите со тоа што ги криете парите 4 милиони денари, ги делите на две ставки, една оваа година со овој ребаланс и наредната година во буџетот за 2016. Тоа вие го знаете. Затоа, барам објаснување од службите, детално објаснување за ова покачување или барање на ребаланс на буџетот. За подпрограмата ЈДО, тоа е писмено. Подпрограма ЈДЦ, изградба на улици СРУ-1 во Арам. Ова подпрограма се однесува на изградба на улица во Арам. Истата на Арам за кој што скративме средства за осветлување, така? И во оваа програма од динамиката, желбата и иницијативата да не се гради во Бедова градот. Еве низ бројки. Од предвидените 41 милион денари или над 666.000 евра, со ребалансот се планира оваа бројка да се намали за скоро 3 пати. И сега оваа ставка треба да изнесува 15 милиони денари или 246.000 евра. Ова се повеќе од јасни сигнали кои општина Битола ги испраќа до сите потенцијални инвеститори и до сите оние кои сакаат да купат станови или инвестираат во тој дел од градот. Затоа се намалени ставките на прилив, односно продажба на земјиште таму. Затоа што тоа се сигналите кои што општината испраќа до потенцијалните инвеститори. Од друга страна, со ова јасна и политиката на ДПМН на изминатите 10 години на локално ниво, тоа е стабилирање на општината. Тоа го покажуваат бројките, за кои вие денес ке гласате, а секако и реалната ситуација на терен. Програма ЈИ изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води. Подпрограма ЈИЗ изградба на атмосферски фекална канализациона мрежа на улица СРУ-1, Армон, 4-1 и 2. Како што е назначено ова програма, се однесува на изградба на атмосферска фекална канализациона мрежа на улица Армон. Отврдува уште еднаш оваа програма, дека вашата политика кон Армон е јасна, намалување на средствата, и овде имаме таа константа. Од предвидените 60 милиони денари, или скоро 1 милион евра, имаме намалување за 12 милиони денари, или за скоро 200.000 евра. На прашањето зашто е тоа така, администрацијата упатува кај Талевски, а Талевски веќе 10 месеци го нема. Програма КА културни манифестации и творештво, во заграда капитални трошоци. Под програма КАА изградба на кино Манаки. Ево да видувал легендарното кино Манаки. На небе вчера на свеченоста на затварањето на Манаки немаше да се насмее така сладко на еден од членовите на жирија кој што го доделуваше награда, кој што истакна дека е многу добар и близок пријател со Талевски, дека му е благодарен за тоа што е го гради киното Манаки. Ама човекот сигурно не знае која е реалната ситуација, туку верува на приказките раскажени од страна на Талевски. Ева реалната ситуација. Од планираните 14 милиони денари или 230.000 евра, ова ставка се намалува за 10 милиони денари и со овој ребаланс треба да се инвестираат 4 милиони денари или 67.000 евра, што е за 3,5 пати помалку од првично предвидените средства.
дали ова како истолчен малци. Ако со ова динамика, со која што се гради кино Манаки, кинезите го градеа кинескиот цин, за еден километар ќе му беа потребни 1 милион. Програма РА. Заштита на животна средина и природа. Значи, заштита на животна средина и природа во заграда капитални расходи. Во оваа програма нема промена. Не ги очекував дека ќе има промена. И покрај сите обврски кои општеначалникот ги презема на своја страна и за нас како граѓани треба да биде живо заинтересиран, нема промена. Дали со вашето гласање, со овој ребаланс на буџет, во кој што во оваа програма нема промена, вие потврдувате дека се е во ред за животната средина. Дека нема потреба од нови анализи, нови мерки, нови проекти, се е во ред. И затоа, ова програма, заштита на животна средина и природа, нема промена. Програма ЛА, спорт и рекреација, капитални трошоци. Убави. Спортот, нешто со кое што секој битолчанец се гордееше. Добро реков, битолчанец, не кичевчанец. Неновеве, чкебарите слават 30 години постојање. Време во кој има радостни моменти, незаборавни моменти и моменти кои што не остава битолската публика да живее со денови и недели. Денес немаме клуб кој што игра во прва лига, немаме стадион, немаме спортска сала, да не зборувам за затворен базен или воден парк и така натаму. Вашата негрижа за спортот продолжува и ден денес. Со овој ребаланс на буџет, вие ќе треба да направите драстично намалување. Тоа за 2 пати на буџетот, кој што беше предвиден за ова ставка. Да ве подсетам, кога го носите буџетот, во програмата спорт и рекреација, беа предвидени 32.905.000 денари или 535.000 евра, и тоа го најавивте како желба на општината да го воскресни спортот. За денес, со овој ребаланс на буџет, вие предлагате ова да се намали за 2 пати. И повеќе ни помалку за 2 пати. И овие средства треба да изнесуваат 14 милиони денари или 228.000 евра. Од првично планираните над 535.000 евра ги намалуваме за 2 пати 228.000 евра. Тоа е вашата грижа за спортот, тоа е вашата грижа за нешто што битолчани ги прави битолчани. Овде не треба да заборавиме дека се што е досега направено на стадион, ако излезете да кажете дека на стадионот нешто се гради, јавноста треба да знае дека тоа е направено со донација на МПМ. Наша опрска како општина се столчињата, а нив ги нема. И сега од овие 14 милиони денари, 10 милиони денари се потрошени само за проектот на стадионот, кој неколку пати се префрла. На крај, нема да влезам во дискусија за образованието, тоа го направија подобро моите колеги, ќе направат научни дискутанти. Искрено не се сомневам дека на крајот од ова ќе крените раки, ќе гласате за овој ребаланс на буџетот. Исто како што кренавте рака и за договорот за продажба на ФКП-листе, кој што и ден денес го немаме видено, го немаме прочитано и немаме подискутирано.
Со ваков однос, колеги советници, вие не сте ништо друго, освен соучесници во уништувањето на градот. Од таа одговорност и од тоа бреме на вашите пилеки не можете да избегнете. Бројките во буџетот тоа го покажуваат. Бројките кои вие денес со овој ребаланс сакате да ги смените, тоа го потврдуваат. Ситуацијата на терен тоа го покажува. Состојбата во која што се наоѓа градот тоа го потврдува. Вие сте тие кои што денес со минување, во моменти кога наместо молк треба да се биде гласен, ја донесовте и ја носите битола во ситуација на клиничка смрт. Но тоа нема да ви дозволи да битола да умре. Ќе воскресниме Феникс од Петровски.